Денешниот ден е ден кој што носи многу убави работи, ама да почнеме по ред. Собрани сме овде за да го одбележиме отварањето на изложбата на нашиот колега Лазар Дојчинов, кој што неуморно работи веќе подолг период и самиот наслов на самата изложба и делата кои што се поставени во оваа галерија кажуваат доста. Кажуваат доста затоа што денес е 22 март, убав ден, ден на пролетта, ден на отварање на изложбата, ден на светската поезија и роден ден на авторот. Но да почнеме поред. Микица, ајде да се вклучиме во одбележувањето на светскиот ден на поезијата и една кратка песна да ги поздравиме љубителите на културата, на ликовната уметност и на пишаниот збор. Еве, една песна во чест на вечернава изложба на нашиот автор. Булките. Овие булки, самотници, се недовршени бакнежи на недолюбените. Од нивната крв љубовна, впиена во твојата утроба, оттаму им е бојата црвена. Овие расцутени ливади напрлет, разеленети, се везови невестински, почнати, а недовршени. Везеле и тивко си пееле, песни молитвени, песни љубовни, тебе, земљо, љубовио. Овие бистри езера, од сончеви зраци милувани, се солзите насобрани од мајчините очи исплакани. Јас ги сакам булките во пролет, ми носат топлина. Ме викаат од милина, оти си ги носам во срцево. Оти ми се љубов заветна, пролетна убавина, црвенило на ливада. 22 март е ден на пролетта, ден на младите, на љубовта, на среќата. Роден ден на нашиот ликовен уметник Лазар Дојчинов од Кавадарци. И токму денеска, на неговиот ден, отвораме изложба на овој наш сограѓанин, насловена Булки. Булките се рај за очите. Тие не подсетуваат дека животот е убав и покрај секојдневните проблеми, трката со времето, и треба да најдеме и моменти за уживање и исполнување на духот. Нашата галерија денеска е претворена во рај од булки. И затоа, драги гости, денеска најдете го моментот на духовното исполнување, гледајќи ги овие прекрасни дела. Лазар Дојчинов е роден 1948 година во Кавадарци. Завршил Виша ХТЗ школа во Скопје. Во 1978 година се запишува како мореден студент на Педагошката академија во Скопје, одсек ликовна уметност. Талентот кој го носи во себе од детството го надградува низ годините, за потоа да продолжи да го усовршува тајните на сликарските техники кај именентните професори Димитар Кондовски и Борко Лазевски, кои представуваат голем стимул и императив во неговото понатамошно надоградување како ликовен уметник. Од сликарските техники тој гај најголема наклонетост, обсесија и љубов кон акварелот, а од 2004 година работи акрил и масло на платно. Низ годините наназад има реализирано голем број самостојни изложби во земјата и во странство, меѓу кои десетина веќе традиционално во локалниот музеј Галерија Кавадарци, во Пробишти, Кратово, Неготино, Република Србија. Има учествувано и на неколку групни изложби и ликовни колонии кај нас и надвор од нашата држава. Му го честитам роден денот на Лазар, му постакувам многу здравје, успех и понатаму да твори и создава прекрасни ликовни дела. Чест ми е што денес можам да кажам нешто за оваа изложба, за изложбата на мојот драг пријател Лазар Дојчинов. Ние често соработуваме со него, дури имавме и заеднички проекти, заеднички изложби. И ова
изложба вечерва, насловена како булки, мене ме носи со мислите на Клод Моне, кога тој ги сликал истите булки во едно зелено поле и ме наведе да размислувам малку од ликовен аспект, од аспект на ликовниот јазик, за тоа што е хармонијата во природата и како уметникот трага по неа, сака да ја зароби во своите платна, во своите акварели. Она што е интересно за таа хармонија, знаеме од ликовниот јазик, можеме да зборуваме за хармонија по аналогија, хармонија во контрасти и редица други анализи. Секако дека во когнитивна смисла можеби не можеме многу и да кажеме, освен во однос на сензибилитетот на самиот автор и она што како перцепција визуелна го доживува секој поединечно. Така, да се зборува за хармонијата и за незиното доловување, особено баш сега, кога се станува збор за булките, кои што секојаш се црвени и секојаш се во зелено поле, а ние знаеме дека, според теорија на боја, дека зелената и црвената се контрастни бои, па би можело да зборуваме од аспект за хармонија на контрасти, ние ќе видиме дека Лазар свесно или несвесно, сакал да го постигне тој баланс меѓу црвената и зелената боја, тој златен пресек што сегаш се јавува во еден таков вид на пейсаж. Јас мислам дека во таа насока тој тоа успешно го направил, успешно го доловил и успешно е презентирано и таа хармонија која што е во природата е успешно и пренесена пред се во овие акварели, кои што се негова специфична техника, акварел како техника сам по себе е тема, која што нема сега да ја отвараме, една од потешките теми во сликарството воопшто, и тој е голем мајстор на акварелот и јас единствено можам само да му посакам и понатаму да твори, да продолжи со овој начин на работа, со кој што нас сите овде не импресионира и им посакувам долго творештво, долг и плоден век. Му честитам роденденот во исто време. Дефинитивно имаме најцветната изложба, барем по последниве 2 години. И навистина е прекрасно со оглед на фактот што ова ни е втора пролет која дочекуваме во пандемија, а некако временските услови во дослуг со ситуацијата која имаме на целата планета не ни дава да уживаме во природа. Значи, ова природа и овие цветови Лазар ни ги донесе во галеријата на Домот на културата и јас им благодарам на оваа прекрасна идеја на ваков начин да го одбележиме доаѓањето на пролета. Меѓутоа, доаѓањето на пролета го дочекавме со изобилни врнежи од дожд и од снег. Кинезите, според кинескиот лунарен календар, ова значи, обилните врнежи значат дека оваа година ќе имаме и изобилство на пролетни цветови. Пролетните цветови значат и плодови на планетата Земја, па нека биде така. Зошто токму булките? Она што мене ми паднало во очи е дека во богатството на флора и фауна во Македонија и кај нас во Тиквешијата изобилуваат цветови со жолта, бела, виолета, сите нијанси на виолетова боја, меѓутоа многу малце со црвена боја. Тоа се речиси многу малку, а меѓу нив е предначат и булките, како во булките да се собрале сите бои на другите цветови. Меѓутоа, во оваа пригода сакам да кажам една друга приказна. Затоа што булките биле дел од нашето секојдневие и ме враќаат назад во моето детство, кога од булките правевме мали фигури, кукли, момче и невеста во пролет. Кога се буди пролета, се буди и љубовта и токму на денешниот ден, кога се слави и љубовта.
ги баравме белите булки кои беа многу ретки за да имаме и бела невеста. И не се чудам на големата импресионираност на Лазар Дојчинов од булките кои ги има редовно на неговите слики, но овој пат мислам дека го достигнал врвот во сликањето на цветови и во ова изложба ни подарил прекрасни акварели и акрил на платно со толку прекрасни цветови да не знаеш кој да го одбереш да си го земеш дома. Мене би останува само на Лазар да му посакам и понатаму да продолжи да слика. И еве нека биде ова убава можност и на Домот на културата и на сите, нека има секогаш на денот на пролета една цветна убава изложба од нашите добри ликовни уметници. Имаме сега представа на изложба со која го означуваме денот на пролетта. А денот на пролетта исто така ми и мене роден ден на 22 март, така да тие двете работи се спојуват и оваа изложба е посветена значи на денот на пролетта, која што пролет, а обожаваме сите и ја ставаме како најдобро годишно време кое почнува. Организацијата на Домот на културата на Иван Назов Климе, Советот на општина Кавадарци, градоначалникот Митко Јанчев и на сите вработени во Домот на културата, му благодарам за несебичното залагање да ја подредат изложбата на најдобар начин. Исто така му благодарам на РТК, регионалната радио телевизија Кавадарци и КТВ, исто така кои со несебично и на најдобар начин ги пренесуваат сите културни настани. А тука имам и еден поздрав до Тиквешијата со една слика представа од Дабниште, каде многу луѓе не знаат дека таму има една куќа во која му е спасен животот на Кемал Ататурк. Така ми дојде сликата и кој што ќе ја видите се на представата на овие медиумски представители и ја не би сакал повеќе да ве замарам. На сите ви пожелувам пријатни мигови при разгледувањето на изложбата. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.